како да ги подобриме негативните реакции, емоции кај себе и кај другите. Идеме со таа тема. Океј, дечки, време е да почнам. Како? Денеска имам баш концепт кој што содржи еден куп работи и на втората страна. Дали ќе успеам све да направам? Не знам. Дали ќе успеам све да кажам, ама сум амбициозен кој ќе почнам да ставам работи на хартија, што сакам да ви кажам се. На крај остануваат работи за наредниот лайф. Океј, денеска ќе збориме за реакции, денеска ќе збориме за емоции, какви реакции, какви емоции имаме кај нас, како можеме да ги контролираме тие реакции, емоции кај себе, можеме да ги контролираме кај другите луѓе. Прво сакам да ви прочитам еден многу цитат, пак е од овој научник Хабард, што го сакам, вели: постои дел од човековиот ум, постои дел од нашиот ум, замислете, кој што работи целосно врз база на дразба реакција, значи не е мисловен, тој е дразба реакција, на таа основа работи, кој што не е под човековата волна контрола, значи не е под наша контрола. Имаме дел од умот кој што ние не го контролираме и кој што наметнува јачина и моќ да не команда, односно да го команда човековата, да ја команда човековата свесност, да ги команда неговите цели, мисли, тело и акции. Гледате, значи, пак ќе прочитам цитатот од Хабард ова. Вика, тоа е дел од човековиот ум, кој што функционира целосно врз база на дразба реакција, која што не е под негова волна контрола и кој што наметнува сила и моќ да го команда човекот и неговата свесност, цели, мисли, тело и акција. Значи, тој наметнува сила и моќ да команда врз неговата свесност, цели, мисли, тело и акции. Дали некој се случило да вашите цели ги команда нешто кое што не сте вие? Денеска сакате да излезете некаде, а човекот има страх у себе и наместо да го команда он мислата и животот, неговиот подсвесен реактивен ум го команда него и му вика: седи дома затоа што може да се деси нешто надвор, имаш страх. Така може да се деси, не знам, анксиозност, може да се деси ова. Сака да и приде на некоја девојка, ама тој подсвесен ум го команда и му вика: не, ја отвари уста, не избори, затоа што може ќе се обрукаш пред неа, може би нема да биде, работата нема да испадне како што треба. Мислам дека треба да ве гледам од подобар агол. Така да, дали ни го команда нашето тело? Го команда нашето тело. Така, одеднаш имаме психосоматски болести. 70% од болестите од прилика доаѓаат во таа категорија, каде што медицината ја нема откриено причината за болеста во телото, туку телото е командувано од подсвесниот ум, каде што има стрес, каде што има негативизам во тој подсвесен ум и ги команда нашите акции. Имате некојаш ситуација каде што имате сопруг и сопруга и до толку многу ќе се стиснат на жулј да сопругов или сопругата ќе се плеснат еден со друг. Дали ги команда тоа нашите акции? Ги команда нашите акции, така? Мајката ќе го удри телото. Дали тој подсвесен реактивен ум го команда незиниот, незините акции ги команда? Зашто мајката не сакала да го удри телото на детето. Така? Не сакала да го удри сопругот. Некојаш се случува да уопште не сме во сегашност и сами ќе си го повредиме телото, ќе падне по скали човеков, затоа што умот му е некаде. Тој подсвесен ум, тој е дел од човековиот ум кој што вика функционира целосно врз база на дразба реакција, кој што не е под негова волна контрола и кој што наметнува сила и моќ да команда неговата свесност, цели, мисла, тело и акции. Со други зборови, дал ние имаме можност да го контролираме целосно нашиот живот? Апсолутно имаме, но треба да знаеме дека имаме реактивен ум кој што иде контра тоа што ние го сакаме, поради тоа што тој има друга цел. Тој има цел да не исплаши кога не треба, да не застрами кога не треба, да ни даде емоции кои што не се сакани во даден момент, да едноставно не повлече од животот кога треба да го нападнеме животот, така да дефинитивно, зашто го кажувам ова поради тоа, дефинитивно има чаре за ова. Затоа ви кажувам, јавете ми се, има начин како да го исчистите тој негативен реактивен ум кој што влие врз вас, така да има начин како се тоа да се реши.
го има исто така и објавено во тој метод во книгата Диенетика, која што е фактички наука за умот и како да го избришеме тој негативен ум кој што ни се мотка околу нас. Сега, има ли други начини? Дефинитивно најдобро е да го избришеме, дечки. Тоа е целата поента, како да го избришеме, како да ги смениме негативните емоции у позитивни, затоа што ние сме позитивност уствари. Ние како душа, како лик, како луѓе, ние сме позитивност. Она што е негативност е тој реактивен ум. И тој реактивен ум е негативното нешто кој што е исто така дел од нас, но имате луѓе кои што повеќе го контролираат, имате луѓе кои што помалку го контролираат. Некогаш ќе ни се случат дадени настани во животот и се превртува контролата. Ви се случило некогаш да имате даден настан во вашиот живот, можеби е смрт на некој близок, можеби е развод, можеби е, не знам, некој настан ќе се скарате со некој човек, ќе добиете отказ, ќе затворите фирмата. Имате дадени настани кои што целосно ја менјаат контролата врз тој реактивен ум, односно ќе изгубиме контролата врз него, затоа што ја губиме фактички контролата врз животот. Тој се напојува и се полни со сите тие негативности. Но јас сум направил листа како да го контролираме сето тоа врз база на некои други работи кои што можете да ги направите веднаш. Не е лесно ова сето тоа да се направи, ама јас денеска размислував, сикам, окей, како, ако не може да дојдат до мене, ако не може да ми се јават, ако им давам еден совет, ако не се посветени да се исчистат од тоа негативно умче, што се вика реактивен ум, што можам да им кажам на моите гледачи, за да им помогнам да имаат подобра контрола и врз своите емоции, врз емоциите на другите луѓе, затоа што, гледате, секој носи со себе реактивен ум и секој еден човек си е во тој негативен филм во дадени моменти. Среќа што не сме целосно, постојано негативни, за жал имате луѓе кои што постојано се негативни, но поголем број на луѓето не се негативни постојано, поголем дел од луѓето се негативни и после тоа ќе се опасуваат, што би рекле, народски, ќе се свестат, ќе се вразумат и одеднаш почнува да се врти сето тоа другото, кое што е позитивниот ум. Ајде вака, почнувам сега да ви објаснувам што е тоа што можеме да го направиме за да го контролираме ова нешто. Фактички се сведува на контрола врз нашиот живот. И размислував, окей, зашто луѓето се плашат? Зашто луѓето имаат негативни мисли? Ние не се плашиме од негативните мисли, сакам тоа да ви го објаснам во еден момент. Луѓето мислат дека се плашат од мислата. Луѓето не се плашат од негативните мисли. Никој не се плаши од вас од негативната мисла. Луѓето се плашат од последицата. Разбирате? Луѓето се плаши од последицата. Така има некој човек кој што може би има негативни мисли поврзани со работното место или негативни мисли за, не знам, за канцеларијата. Он не се плаши од негативната мисла, он се плаши што ако добием отказ, што ако ми избркаат од работа. Така, што ако кучето ме касне и, не знам, се случи нешто негативно. Значи, луѓето не се плашат од мислата, луѓето се плашат од последицата. Последицата е нешто кое што ги плаши луѓето. Така. Сега, ако се плашиме од последицата, и фактички тоа е стравот, мораме да почнеме да размислуваме на обратно. Дали ние можеме да креираме и позитивни последици во нашиот живот? Во животот, луѓето како тече животот, многу често се вртат на негативната последица. И тогаш животот станува лош. Тогаш фактички доминира тој подсвесен реактивен ум. Затоа што ако постојано човекот мисли на негативна последица, он е постојано во својот реактивен ум. Тој како битие фактички може би некојаш донел некоја одлука во неговиот живот и ја утнал таа одлука, направил утка, сгрешил. И што се случува сега? Тогаш се повлекува и не си верува на себе си. Зашто? Поради тоа што не сака да направи негативна последица. Никој од нас не сака да направи негативна последица на некој друг човек, така ли е? Кој од вас, како вакви позитивни, социјални, добри битија, сака да му сгреши на некој човек? И ако ви доаѓа мисла, море жаре, сакам да му сгрешам нешто, на некого тоа не е од вас, тоа е пак тој реактивен ум. Значи, ние не сакаме да сгрешиме на некого, ние не сакаме негативни последици да имаме во животот. Ама колку повеќе мислиме на негативните последици да ги спречиме, толку помалку мислиме на позитивните последици да ги скрираме. Ке повторам, колку повеќе мислиме на негативните последици да ги спречиме, толку помалку мислиме на позитивните последици да ги скрираме. Колку повеќе мислиме на негативните последици да ги спречиме, толку помалку мислиме на позитивните последици да ги скрираме. Поентата во животот е да креираме позитивни последици.
позитивните последици се усуштени. Волност да креираш позитивни последици, уствари храброст. Ајде да тргнеме од тој концепт. Ако размислиме, што е храброст? Еве сега ми текнува. Храброста не е ништо друго, жарко си викам, него волност да креираш позитивни последици. Позитивни последици за околината, позитивните последици за фамилијата, позитивни последици за пријателите, позитивни последици за општеството, Ако јас сакам да креирам позитивни последици и сум зафатен со креација на позитивни последици, немам време за негативните мисли, немам време за негативни консеквенции, немам време за негативни последици. Човекот кога почна да мисли на негативни последици, премалку е активен да креира, затоа што креирање на позитивни последици е фактички креативен процес, многу помалку е насочен да креира позитивни последици. Само да размислиме. Само анализирам, денеска мислев за ова, за кое што ви го зборувам сега. Викам, окей, колку често у денот човекот е насочен да мисли, окей, какви позитивни последици ќе направам денеска ја за околината. Не размислуваме ние за тоа. Позитивна последица. Гледате, зборот последица има негативен контекст кај нас во јазикот, ама не мора да има негативна последица, така, негативно значење, негативен контекст. Последица е само следство на некаква акција, последица, после нешто. Зборот последица не мора да биде лошо. Секогаш нас не едуцира да мислиме за последиците. Мисли за последиците. Дете, мисли за последиците. Сте имали ли такви родители кои што цело време ти викале мисли за последиците, синко, мора да мислиш за последиците. Фала Богу дека сакам да мислам за последиците. Ствари не ќам да мислам за такви последици, зашто сакам да мислам за позитивни последици, не ќам да мислам за негативни. Ама ако отидеш у диско, мисли за последиците. Што ќе се деси со ова? Ама ако излезеш, ако одиш у кола со кола сам да патуваш, мисли на последиците. Ама ако се земеш со таа и таа жена, мисли на последиците. Ама ако не знам ова, мисли за последиците. Океј. Цело време не имаат инструирано да мислиме само за последици. Ама никој не ни кажувал, замислете да имате родители и речеш, океј, синко, дојди ќе те едуцирам за последици, сакам да мислиш на последици. Арно, ама какви последици? Сакам да мислиш на последици. Што ќе се деси ако на девојката твој купиш цвеќе? Какви последици ќе имаш ако си чесен кон девојката? Какви последици, синко, ќе имаш ти ако, не знам, учиш многу? Какви последици ќе видиш, ќе имаш ако си храбар? Какви последици ќе имаш ако отидеш на спорт? Какви последици у животот ќе имаш ако прошеташ низ светот и ако ја видиш малку Америка, например? Така, на нас, кога ќе дојат луѓето да ни држат лекција, родителите, секојаш станува збор за негативна последица. Не станува збор за позитивна последица. Нели? И денес како размислав ова, викам, леле, колку време од животот ние сме едуцирани да мислиме за негативните последици. По дефиниција тоа е страв. Мислење за негативни последици е страв. Мислење за позитивни последици е ентузијазам. Тоа е ентузијазам. Зошто во дадена ситуација да не го насочиме само стафе, ме разбирате, само стафе, да го насочиме вниманието малку на позитивна последица во текот на денот. И да седнете со некој човек и да кажеш кои позитивни последици сакаш денеска да ги скриеш. И да кажеш на мајка ти какви позитивни последици сакаш да направиш, какви позитивни последици сакаш да направиш врз околината, какви позитивни последици сакаш да направиш врз луѓето, какви позитивни последици сакаш да направиш со журката која што ќе искрираш, какви позитивни последици сакаш да искрираш со лајвот кој што ќе го направиш, какви позитивни последици сакаш да направиш со цитатот кој што ќе оставиш, какви позитивни последици сакаш да направиш со муабетот во кафичето твојот пријател, какви позитивни последици сакаш да направиш, не знам, со некој кој што сакаш да му помогнеш како полесно да учи. Ако ние си даеме задача, и ова буквално го зборувам дека е задача да креираме позитивни последици, нема да имаме време да бидеме негативни. Сега, кога ние креираме позитивни последици врз другите луѓе, дали не им помагаме да самите ти имаат позитивни мисли, позитивни емоции? Да. И они мора да го направат истото. Гледайте, и тие луѓе врз кои што ние би креирале позитивни последици, мора да направат позитивни последици врз нас. Тоа би било идеалната сцена, така, тоа би било нешто кое што е идеално. Ама луѓето не мислат дека треба активно да креираат позитивни последици. Која би била позитивната последица, не знам, од сопругата да го изненади сопругот со нешто. Но може на некого не му текнало дека и тоа е последица.
на нешто. Ама многу сме обседнати со негативни последици. Негативни последици. Негативни последици. Негативни последици. Целиот овој период со целата пандемија, не викам дека луѓето не треба да им се даде знаење и да се едуцираат за се заштитат од нешто што е опасно, ама пренагласени негативни последици некојаш, нели? Или исто така имате цел момент кога човекот ќе го ставиш да му дадеш пред очите негативна последица, што му кажуваш за иднината. Човекот сака да е у таа иднина со толку негативни последици, кој сака да е у иднината со негативни последици. Човекот не ќе да е у иднината затоа што гледа на негативни последици. Ако ние на цело време му збориме на некој човек за негативни последици, он ќе е научен во иднината да ги гледа прво негативните последици. А у суштина, поентата е во иднината да ги гледаме позитивните последици. Затоа што ако ја свртиме работата и почнеме у иднината да ги гледаме позитивните последици, ќе почнеме да го сакаме животот, затоа што ќе креираме позитивни последици. Кој не ужива у игра кога тој е креатор во некоја игра и креира позитивни последици за другите луѓе? Намерно го користам овој збор позитивни последици 100 пати, затоа што и мене зборот последица, иако не е точно, почна да ми значи дека е нешто кое што е негативно. Така, консеквенс. Нешто, консеквенца, што значи секвенца, имате некаков тип на акција, и која е секвенцата, та и та, што ќе се случи на крај, ќе се случи тоа. Ако јас имам визија, каква последица сакам да направам? И тоа е нешто го крстиме сон, и тоа е нешто го крстиме цел. Гледате, веќе ја менувам сликата. Многу од луѓето не гледаат нешто што е позитивно. Многу од луѓето се научени да гледаат нешто што е негативно, дури и кога никој не им брани да гледаат нешто позитивно. Знаете, со многу спортисти сум работел во Македонија, ќе им кажам, окей, ајде да го визуализираме, визуализирајте го тоа што сакате да го поставите, затоа што кога зборам со спортистите, првото нешто што треба да го направиме е да почнат да го гледаат позитивното во иднината. И ќе ви кажам една многу интересна работа. Со многу од тие спортисти со кои што сум зборувал, знаете што се случува? Не го гледаат идеалното, не го гледаат првото место, не ја замислуваат медаљата златна, не го гледаат пето место, четврто, шесто, ако стигнеме. Они тоа го визуализираат. Ја не сум им дал ограничување, не смеете првите 3 места да ги визуализирате. Ама ќе ви кажам една интересна работа. Во Америка живеев еден известен период, неколку години, каде што почнав да го разбирам менталитетот на американските спортисти. Ја ќе ви кажам една работа. Ако му дајме задача на американски спортист да визуализира нешто што сака да го освои на некој турнир, ниеден од американците нема да визуализира второ место и сребрена медаља. Ниеден. Секој ќе визуализира злато. Американецот мислам дека како спортист не е научен да визуализира второ место. Затоа се толку напред и со психологијата во спортот, и со мотивацијата во спортот, и со знаењето во спортот. Сето тоа е поради тоа што фактички луѓето го користат умот за да им помогне да дојдат до првото место. Затоа што, зошто ако ја можам да визуализирам прво место, зашто да визуализирам пето место? Затоа што тоа што ќе го визуализирам, толку акцијата ќе ми даде да го имам. Визијата и мислата е пред акцијата, затоа што визијата и мислата не води. Но ајде да не одам во насока на спортот, само поентата ми беше дека никој не стопира да визуализираме злато. Така, никој, самите ние. Сега свикам, окей, зашто ние не визуализираме злато? Затоа што мислиме на последици. Така, затоа што дури и да не победиш во нешто, ти мислиш на последица. Ама ќе ми се смеат, ама ќе се разочарам, ама што ќе кажат моите. Тоа се све негативни последици. И дечки, ние сме научени да мислиме на негативни последици, ама ќе ви кажам една работа. Со таков мајндсет, со таква состојба на умот, да ја не смеам да визуализирам позитивна последица и позитивна визија, ја не можам да имам добар живот. И сакам да ви кажам една работа. Без разлика на што, ако имате луѓе околу вас кои што ти се смеат на твоите позитивни визии, на позитивните последици, ти смејуваат и се негативни, размислете 2 пати дали сакате да бидете во нивна околина. Затоа што мислата е заразна, и позитивната и негативната мисла е заразна.
Ако ти си цело време позитивен, имаш некој кој што цело време те ограничува на што да мислиш и колку можеш да имаш и колку треба да играш и каде треба да играш и која игра треба да играш и зашто да не играш таа игра затоа што ќе изгубиш, ако така ти викаат. Размислете два пати што барате во нивниот простор. Затоа што тоа е лимитирачка идеја. Сега, да, нашите родители, ама не ќам толку многу да се надеваш за да не се разочараш. Што ја кажам? Не ќам да се надеваш за да не се разочараш. И што ме учат? Уопште да не се надевам. Знаете кај иде тоа? У апатија. Тоа е зборот апатија, безнадежност. Не се надева. Тој што има безнадежност, тој не се надева на ништо. Па како ја да живеам ако не се надевам? Знаете, ако јас не се надевам, немам појдовна точка за живот. Затоа што надежта и вербата у некој сон е таа која што ќе ме води. Ама кој сон? Сега ќе ви кажеме на работа. Луѓето не одбираат сон достоен за животот. Сонот го дефинира квалитетот на нашиот живот. И ова сакам да го зборам. Дека суштина сонот го дефинира квалитетот на нашиот живот. Како? Ако вие имате сон, не знам, да помогнете на фирмата, да помогнете на фамилијата, на општеството. Ако имате таков сон, кој што ќе биде голем за нештото, мислам дека ќе биде многу значајно да го одживееме тој сон, односно, гледате, сонот ја дефинира акцијата и квалитетот на нашите акции. Од сонот почнува се. Затоа што вербата е сврзнато ткиво со сонот. И вербата е мотивот за акцијата фактички. Ако ја го насликам сонот, и ако тој сон е окей, денеска ќе, не знам, ќе направам нешто банално, мало, толку има живот у мене, која става мала цел, во која што нема никакво значење за никого, може само за мене. Толку ми е животот, ме разбирате. Ама како да го зголемам животот? Зголемувајќи ја целта и правејќи ја целта убава, голема, не само за мене, за многу други луѓе, и вербата дека тоа можам да го исполнам, ми го дава квалитетот на животот. Животот е последица на целта која што мора да е голема. Имаш убав цитат од Зиг Зиглер, мислам дека, не знам, од која страна и каде го видов, многу убав цитат беше. Исто така збори што е во овој контекст дека у суштина дека мора да му дадеш доблест на животот преку имање на голема цел. Истото, не знам, го има и на други места сум ги сретнувал, ама беше баш пред некој ден помина некој таков цитат. Но она што сакам да го кажам дека ако вие имате голема цел, која што е одлична за другите луѓе, не само за вас, нели? Имаме многу пати сум зборел за различни сфери од животот, нели, кои што се откритија на Хабар, тие ги нарекуваме динамици, и фактички тоа се мотиви, пориви, дека не сме само за себе, имаме порив да обстанеме и преку фамилијата, и преку групата, и преку општеството, тоа се сфери, сегменти на животот. Замислете ако ставите цел која што е голема, ама не е само за вас. Само размислете, еве формулата која што сакам денеска да ви ја дадам. Ако ја одберам мала цел, ја таков живот ќе имам, ме разбирате? Се денеска мене цел ми е да отидам у теретана, што е супер цел. Ама тоа ми е целта. Океј? Што ќе направам? Ќе го направам животот да отидам таму. Што ќе направам ако на тоа ставам и други цели у текот на денот? Други цели, како да им помагнам на другите луѓе, како да направам, не знам, убава храна за фамилијата, како да направам супер продукција на моето работно место, како да организирам некој мотивацијски настан за целата група од кој што луѓето ќе бидат одушевени. Ајде да кажеме тоа, така. Замислете ви у компанијата, правите мотивацијски настан каде што сакате нешто да се случи, и одеднаш она што се случува е у суштина живот. Животот е резултат
на целта која што сте ја насликале и вербата која што имате дека ќе ја освоите таа цел и вашиот порив да ја достигнете целта. Сето тоа измењу се вика живот. А тоа е фактички акцијата. Зашто акцијата е мотивирана од вербата во целта. Така, целта е главното нешто кое што ни мотивира акција во нашиот живот. Затоа што ако ние почнеме да у суштина работиме на нашата цел и да имаме акција за да ја постигнеме таа цел, фактички тоа е животот. Ама врз база на што го ориентираме тој живот, врз база на целта. Колку е голема и за колку луѓе е наменета таа цел. Затоа што ќе ви кажам една работа. Овдека сум напишал едно многу интересно нешто кое размислував за ова предавање. Викам, јас сум нивни. Што значи тоа јас сум нивни? Јас сум ваш. Што значи јас сум ваш? Тоа значи дека јас се оддавам со мојот живот и моето знаење за подобрување на животот на другите луѓе. Имам убав живот, многу си го сакам мојот живот. Затоа што е насочен, мојот животен порив е насочен да помогнам на што поголем број на луѓе, да ги направам да имаат повеќе знаење, да имаат повеќе контрола врз животот, да се сакаат повеќе себе си, да имаат среќен живот, да уживаат во животот и така натаму. И сега, ако јас сакам да ја повлечам назад, затоа што гледате, за да се случи тоа, што ми треба? Ми треба лајвови. Вау! Еве сме 230 луѓе кои што у моментов имаме прекрасна комуникација. Какви емоции имам за време на овој лајв? Прекрасни. Какви емоции имам после лајвот? Прекрасни. Какви емоции имам пред лајвот кога се спремам? Прекрасни. Зошто? Затоа што мојата цел е таа и таа цел, ако имам верба и ако имам одговорност да ја постигнам, налага од мене акција и живот. Замислете луѓето кои што немаат целта, кои што немаат никаква цел. Како може да се деси живот ако нема цел? Не се случува живот, дечки. И сега, замислете, па некој има мала цел, па толку мал живот ки има. Затоа што целта е таа. Ама ако ја ставиме целта да биде огромна цел, во кој што има сегменти за секој еден во нашето живот и постоење да има нешто и да му дадеме ние нешто, дал ние нема да искреираме живот? Да. Фала Богу дека ќе го искреираме животот, затоа што животот е поврзан со колкава цел сакаме и за колку луѓе е таа цел добра. Дали е добра за општеството, дали е добро за фамилијата, дали е добро за мене, да. Супер, ако ја најдеме таа цел и ако почнеме да креираме, фактички ние се цениме колку што имаме голема целта. Искрено. Нашето ценење, себе ценење е поврзано исто така со целта. Ако имате некој човек кој што има огромна цел и победува, дали ќе имаме порази на патот на таа цел? Абе, сигурни бидете дека ќе имаме разочарување и порази, дечки. Ама мораме да станеме од поразот и не смееме да драматизираме разочарување. Кога човекот има некоја голема цел, па и нема време да размислува за разочарување, се да драматизирам, леле, овој ме повреди, оној ме повреди, немаме време. Затоа што имаме акција, затоа што имаме живот, затоа што имаме таргет, затоа што имаме нешто што треба да го постигнеме. Ама колку е поголема целта, толку поголем живот имаме. Колку е поголема целта, толку повеќе живот имаме. Колку е помала целта, толку повеќе стравови имаме. Луѓето не сваќаат дека го губат стравот кога ќе ја зголемат целта. Кога ќе се зголеми мотивацијата, кога ќе се зголеми... Ама зашто луѓето ја намалуваат целта? Затоа што имаат себе недоверба. Ако човекот се сомнева во себе, нема да стави голема цел. Ама ако прекине да се сомнева во себе, ќе стави голема цел. Човекот кој што ја намалил целта, ја намалил поради тоа што не се верува на себе си. Дал ќе ја постигнам целта, дал ќе се разочарам, дал... Никој нема ти го гарантира тоа. Таков е животот, ама стави ја големата цел. Врати ја големата слика. И кога ќе си даеш задача дека треба тоа да го постигнеш во овој живот, може би да ставиме некоја цел и за наредните животи. Тоа би било уште поубава цел. Замислете, имате луѓе кои што од овој живот идат од наредните животи и другите животи со истата цел од минатите животи, истото го прават. Така, постојано се таму. Продолжува целта. Вау! Нему е ни страв.
како ќе живее, зашто ќе живее, дал ќе живее, колку ќе живее, затоа што знае дека има наредни животи. Толку многу му е голема целта што мора да ја реализира преку наредните животи. Еден живот не е доволно за тоа. Вау. Која посветеност, која храброст како битие да свати дека слушај, толку ми е голема целта што 86 години не се доволни. Морам да јам уште. Така, морам да јам уште повеќе. 95 не се доволни, 100 не се доволни, 1000 години ти се доволни. Да, окей. 1000 години. Ме разбирате? Тоа е целта, тоа е квалитетот на животот. Големината на целта ни го прави квалитетот на нашиот живот. Ама под големина на целта се подразбира прво колку е голема целта, второ за кого е наменета таа цел, за колку повеќе луѓе, за колку повеќе добри работи, колку повеќе добри накрирам јас во таа цел. Затоа што само размислете колку интересно е. Малата цел е еднаква на мал живот. И сега ние кога ќе остуткаме тој живот, у тој мал живот мора да има дечки нервоза. Веруете ми. Ако го намалам животот, па шо ќе има? Нервоза ќе има. Ама ако го зголемам животот, зголемувајќи целта, немам време за нервоза, немам време за негативизам, немам време за страф. Да, ќе имам страф, ама храброста ќе се зголеми. Така, има убава дефиниција од Хабард за храброст. Вика, храброст е да сакате да искрирате некој ефект, нешто да направите. И под број 2, тоа е под број 1, а под број 2 да трнете да го направите тоа наспроти сите причини, односно наспроти сите шанси дека нема да успеете. Така. Има наспроти тоа, значи, тој убав цитат за храброст. Пак ќе повторам од Хабард. Цитатот е прво, под број 1, да имате волност, да сакате да искрирате некаков ефект, некаква цел да постигнете. Под број 2, да идете да го направите тоа наспроти сите шанси дека можеби нема да успеете. Океј. Тоа е храброст. Ако ја имам мала цел, која што цело време ќе знам, јас ќе постигнем оваа цел, играм цело време на сигурно, да мојот живот го редуцирам. Ама ако ставам голема цел, голема мета, големо нешто кое што сакам да го направам, дечки, она што ќе се случи, ќе го развија мојот живот. Има од Ана Истнин, една французинка, убав цитат, вели, животот се шири и собира пропорционално на човековата храброст. Животот се шири и собира пропорционално на храброст, а храброста зависи од целта. Имате од Гете убав цитат за храброст, вика, тоа е посветеност да трнеш наспроти сите, посветеност да трнеш без гаранција за успех. Мораме да размислуваме во насока на цели. Зошто? Затоа што целта е таа која што го карактеризира каков живот ќе имаме. Океј, јас сум нивни, чив, ваш. Така, на луѓето, затоа што мојата цел е за вас. Но исто така сум и свој. Морам да сватам дека исто така сум и свој. Поради тоа што имам и работи кои што јас ги сакам, имам време за мои цели, имам време за мои работи, но исто така имам време и да се оддадам на другите луѓе со моето дело и со мојот труд. И тоа е убавината на животот. Сега, друго што сакам да ви кажам, како можеме да ги контролираме другите луѓе? Можеме да ги контролираме контролирајќи си го својот разум. Гледайте, ако ја го контролирам мојот разум, замислете, имате дадена ситуација, ова го начнав во еден претходен лайф, ама не го дозборив. Замислете, имате неразум околу вас, имате луѓе кои што драматизираат, кои што се реактивни, кои што се со негативни емоции. Ти не подлегнуваш на нивните покани да влезеш у таа игра, него ти останеш доследен, чесен, етичен човек. Останеш човек. У целото лудило на нечовештина, ти останеш човек. Само тој кој што ќе остане човек во лудилото на нечовештината има контрола врз својот живот. Ај ќе повторам пак. Сандра, ако ме слушаш, Сандра е прекрасната моја колешка која што ги објавува овие цитати, задолжена со социјални медиуми, ама ако ме слушаш и можеме да го запамтиме ова, затоа што во целото лудило на нечовештината, само оној кој што ќе остане човек има контрола врз својот живот и судбина. Зашто? Карма не е ништо друго него одговорност за акциите кои што ги имаме. Како да ја смениме кармата? Дечки, само носите подобри одлуки и подобри акции. Ако ти сакаш да го смениш својот живот,
Не влагај во лудилото на нечовештината, на неразумот, затоа што си поканет да влезеш у таа игра. Поканет си да отидеш на различни журки кај што има глупости. Поканет си да направиш неетични работи поради тоа што е можеби полесно. Ама ако влезеш во таа замка и ако отидеш да играш на тој начин, ја губиш контролата врз твојата иднина и кармата се менја. Само човек кој што ќе остане етичен, чесен, разумен, паметен човек во дадени ситуации може да се надева на убава контрола од него. Тој ја контролира иднината на тој начин. Фактички ние губиме контрола врз нашата иднина кога ќе почнеме да донесуваме недобри одлуки. Недобри, негативни одлуки. Но ако имаме добри одлуки, имаме контрола врз нашата судбина, тоест ја менјаме кармата. Така да ако ние останеме човек во лудилото и останеме етични и доследни, имаме контрола. Замислете, имате некој човек кој што има некој предпоставен на работа, кој што стварно безобразно се однесува кон него, и овој остане човек. Знаете што ќе се случи? И остане доследен, и остане паметен, и остане лојален, и нема да подлегне по притисокот да се смени самиот тој за да му врати. Знаете што ќе се случи? Тој човек има контрола и врз шефот, и врз своето работно место. Зошто е исправен. Гледате, исправноста, дал можеме секој момент да го направиме да го дадеме недоброто од себе. Тоа е клише, знаете, имате многу цитати, знаеш што работи како немек секој да те гледаат луѓето, ама фактички треба и кога не те гледаат да го направиш најдоброто од тебе, да го дадеш најдоброто од тебе. Фала Богу дека треба, не заради друго, за да ја контролирам мојата иднина. Зошто? Ја не ја контролирам мојата иднина ако ја не сум задоволен со себе си. Кога не сум задоволен со себе си? Кога нема да го најдам најдоброто во мене за да го дадам на другите најдоброто од мене. Ако јас го најдам најдоброто од мене, да го дадам на другите најдоброто од мене, фала Богу дека ќе имам контрола врз мојата иднина, затоа што немам зашто да се каам, да сум загрижен или да сум исплашен затоа што не сум го направил најдоброто. Сум го направил најдоброто. Моите смирени мисли ќе ми отворат иднината. Луѓето некогаш немаат смирени мисли затоа што некогаш не сме го направиле најдоброто. Океј, и ако не сме го направиле уминатото најдоброто, дечки, каењето нема да смени ништо. Ајде од сега да го правиме најдоброто. Позитивни последици. Ако јас сум зафатен со креирање и решавање на проблеми за другите луѓе, ја го креирам животот. Ама ако се повлечам од животот, ако се затворам, ако почнам да мислам, не, ми се затвара просторот, немојте да мислите. Нападнете го живот преку помош на другите луѓе. Нападнете го животот со тоа што ќе помогнете другите луѓе да им ги решите проблемите вие ако треба. Нападнете го живот со помош. Нападнете го животот со разум. Направете ги неразумните работи околу вас разумни. Бидете пример за здрав разум. Немојте да бидете реактивен, немојте да бидете под негативни емоции. Да, ви го прочитав тој цитатот од Хабард на почетокот дека имаме реактивен ум кој што не контролира. Апсолутно. Ама имаме и здрав разум, тоа сме ние, кој што може да се контролира себе си и да допре до себе си секој ден, затоа што само така можеме да го контролираме тој негативен реактивен ум. Затоа што ако не ја направам исправната акција, сам си го активирам реактивниот ум. И ако отидам на работа и не го дадам најдоброто од мене, сам си го реактивирам реактивниот ум. Ако не сум чесен во различни сегменти од мојот живот, сам си го реактивирам мојот реактивен ум. Ако не го дадам, не се заложам за најдоброто од себе, за околината, да помогнем на другите, ќе знам дека не сум го дал најдоброто и знам дека не го живеат мојот капацитет. Знаете зашто луѓе се многу разочарани? Разочарани од сами себе затоа што не го живеат потенцијалот. Многу од негативните мисли на луѓето им доаѓаат затоа што се разочарани од сами себе, затоа што не го живеат својот потенцијал. Ама потенцијалот се живее преку ставање на голема цел. Затоа што само целта дефинира колку ние самите себе си се цениме, колку сме вредни, колку си веруваме на самите себе и каков живот диктираме да имам. Ако ја не си верувам да поставам голема и убава цел, нема да излезе најдоброто од мене, нема да го имам мојот потенцијал. Некористењето на потенцијалот ги гриза луѓето и ги прави се чувствуваат разочарани у сами себе. Акција, цел. Немојте да мислите на негативни последици. Ама ја ако тргнам жарем негативни последици. Ама негативните последици се више таму затоа што не го живее животот.
Неживење на животот со полн капацитет и потенцијал е сам по себе негативна последица. Повеќе од што можеме да размислиме. Затоа што ние немаме концепт за колку можеме да бидеме, имаме концепт за колку сме се смалиле. Лете, секој човек знае каков бил, каков е сега. Многу луѓе ќе ми кажат, Жаре, не сум тој човек што бев некогаш. Фала Богу, свесен си затоа што си бил и сега си помал. Ама никогаш не сме свесни за колку повеќе можеме да бидеме. Ама како ќе станеме свесни за колку повеќе можеме да бидеме? Ако се цениме доволно себе си, за да се зацртаме голема задача и цел во нашиот живот. И баш е задача, план, како ќе дојдам да го направам тоа? Ако ја не повторно преправам целта, зголемам таа цел, не може од мене да излезе живот. Затоа што јас сум тука за да искреирам позитивна последица. Позитивна последица за многу луѓе. Тука сум да допрам до животот на многу луѓе. И сакам да подобрам многу луѓе. Океј? Колку повеќе луѓе, колку повеќе простор. Така, изборувам 2025 година мојот сон е да бидам на една од поголемите или најголемите мотивацијски семинари, мотивацијски настани у Лас Вегас. Океј? Сакам да зборам на цела планета за ова. Тоа е мојата цел. Мојот живот е што ќе направам и како ќе играм и колку треба да играм за да дојдам да ја постигнем таа цел. Не е исто да се зададете задача да победите турнир по тенис у Неготино или у Прилеп или у Скопје или каде да е. И не е исто да се зададете цел да станете првак или број 1 на АТП листата во светот и да го освоите Вимблдон, Ролан Гарос, Australian Open, US Open или сите заедно со Олимпијада. Не е исто. Поради тоа што ако ја ставиш таа цел, од тебе мора да излезат други типови на акции. Ако ставам мала цел, ќе ги наштелувам акциите и мојот живот, затоа што животот е прилагодување на целта. Гледате, животот е прилагодување на целта. Тоа е убава дефиниција за живот. Ако целта е голема, животот ќе биде голем. Ама ако целта е мала, животот ќе биде мал. Затоа што животот е прилагодување кон целта. Дечки, ви благодарам што бевте со мене во овој лайф. Ви обожавам, ве сакам. 9:30 имам консултација со клиент, барем 5 минути вода да се напијам, продолжувам да работам. Дечки, ако сакате да стапите во комуникација со мене, ви молам, јавете ми се. Можеме да работиме на многу нешта во вашиот живот. И многу сакам тие што ми се јавуваат, поради тоа што се фактички луѓе кои што е дојден моментот да не го одложат почетокот на новиот живот или подобар живот. Не го одложувајте. Поради тоа што секој момент одложен е само живење на нешто што е старо. Јавете ми се, ве чекам за почнат уште подобри денови и уште поубав и среќен живот во кој што ќе уживате фактички вие. Океј, ве сакам, ве обожавам. Чао. Поздрав. Се гледаме пак за една нела среда. Чао.